Тој е сестран човек. Иако е економист по професија, тој е голем влюменик во уметноста. Во последниве 10 години посветен е на копаничарството и изработка на скулптури од дрво. Она што е посебно кај него, покрај продолжувањето на македонската копаничарска традиција, е и пренесувањето на неговите знаења за копаничарство на повеќе од 15 ученици во неговата школа. Тој е и поранешен одбојкар, летач со параглајдер и потомок на Пишма Наџија. Тој е Будимир Апостолски, херојот на оваа Телма репортажа. Оваа традиција можам да кажам дека е македонска традиција, иако сигурно се бават и другите народи што се на Балканскиот полуостров. Меѓутоа, во Македонија резултатите што ги направиле македонските резбари и мајстори ги имаме и денес по црквите и иконостасите. Тоа се ремек дела кои не може да се поноват. Локално, што се однесува до Тетово, со сигурност и потврдено е дека тука работеше и екзистираше и твореше мајстор Глиша од Тетово, кој беше еден од врвните мајстори. После неговата смрт нема појавено некој човек, да речем некој копаничар кој ја продолжи таа традиција, дури во неговото семејство. Ете, за среќа, јас во Тетово и во пошироката околија, како не да речем единствен или прв, меѓу првите почнав да го гајам, да ја гајам оваа традиција и да ја продолжам оваа традиција на овие простори, да речем Тетово и Тетовско така и пошироко. Има луѓе и во Гостивар, има луѓе и во околината кои сега работеат, меѓутоа во периодот пред 10 години почнав меѓу првите да ја гајам оваа традиција да ја работам. Уметноста воопшто ме интересираше и уште во осмолетката имав доста успеси на тоа поле. Прво почнав да се бавам со цртање, цртеж, обичен цртеж, со молив, па потоа со акварелот, така да кажем сега, во последниот период, во последните 10 години, се посветив на копаничарството, како една надградба на сето тоа што беше во мене со години, најверојатно тоа е како една дарба. И во последниве 10 години, сега исклучиво се бавам со резбарство, односно копаничарство, вклучувајќи сите мои идеи за реализација на резултатите од оваа дејност. За мене во уметноста прва љубов е акварелот. Во рамките на целата таа работа околу акварелот ја имам постигнато доста успеси. Имам 4 награди, од кои една награда на бившите југословенски простори. Така да од време на време ме мами акварелот и водените бојци. Меѓутоа, да ви кажем, кој ќе почне со дрво да работи копаничарство, тешко може да се одвои после таа дисциплина. Меѓутоа, кога наоѓам така послободно време, пак ја земам четкицата, пак ќе си фрлам по некој акварел. Сепак, дека си има некој континуитет, да речем, утре по некој 10-20 години на ретроспектива за таа работа. Меѓутоа, велам дека луѓето кои ќе почнат да се бават со резбарство и копаничарство, тешко се одвојуваат од дрвото. Дрвото, да речем, е една вековна компонента која го врзува човекот, почнувајќи од прадисторијата, од огнот и сите први дела кои се почнати најверојатно биле од дрво, затоа што прво човекот се соочил со дрвото и сметам дека
и самата оваа љубов и во генот на секој човек. Значи дрвото дава една топлина и со тоа значи така те мами да се вржеш со него и да работиш, да твориш и да создаваш резултати во таа сфера. И во акварелството и во дисциплината на копаничарството јас можам да речам дека сум самоук, немам така завршено нешто поспециализирано во таа насока, меѓутоа сум се едуцирал кај доста луѓе кои сум прател работи кај доста луѓе кои разбираат техниката и акварелот и копаничарството. Сметам дека двете овие дисциплини што ги работам јас се мало суптилни, се специфични работи и треба едукација во таа насока. Во повеќе наврати сум го спомнал Ристо Тасевски, еден мајстор, еден врвен мајстор од Охрид кој многу ми помогна во напредокот на оваа дисциплина. Во неколку наврати работев со тој човек, доаѓаше кај мене. Така да сметам дека треба едукација и некој да ти каже од искусните мајстори, што малку е специфично, копаничарите малку се љубоморни за да го пренесат занатот, па дури и во семејствата не го пренесуваат, што е голема грешка, сметам, за една култура, една македонска традиција која треба да се таа традиција пренесе од колено на колено. Првите мои дела беа наивни, се познаваше дека се работи за еден аматер, односно дека почињам за прв пат тие работи, меѓутоа морам да кажам дека тие ми се најдрагите дела што ги имам како први дела. Сега више тоа е усовршено, иако не е голем период од 10 години, јас можам да се пофалам дека имам пласирано околу 500 дела, 500 изработени дела во резбарство, претежно од сферата на светци, да речем икони, копии на икони, до поголеми дела и до поскапи дела. Така да сега, како се усовршував, потребите и барањата од побарувањата од разни луѓе и разни, да речем, институции, црквите, дојдов до работа на иконостаси. Значи, сметам дека врв на еден копаничар, односно на еден резбар, е да може да направи еден убав иконостас, каде што би ја презентирал целата своја вештина за работа, значи зависи што ќе примени во таа, да речем, како сакаат луѓето и што, меѓутоа сметам дека сепак по овие ситни, да речем, парчиња во резбарство, еден врв на копаничар е да направи едно, да не речем ремек дело, меѓутоа едно големо дело во иконостас. Копаничарството познава 4 техники: плитка, длабока, подкопана и ажурна резба. Јас работам во сите 4 техники. Меѓутоа во последно време сега работам и вајарство, работам фигури од дрва. Ценејќи дека го имам дрвото, го совладав дрвото, ја совладав душата на дрвото, почнав да работим и статуетки, фигури, така, мислим со своја идеја, со своји цртежи. И пласманот на овие дела
е доста, да кажем, доста се барани и можам да кажам дека некаде околу 25 земји во светот, имам пласирано дела во околу 25 земји во светот, кои се барани, значи, и оценките се дека е добри се, дека се квалитетни, добро изработени, така да сега за септември, за овој септември, оваа година спремам една изложба во фигури, во вајарство, што сакаме да се презентираме во таа дисциплина и ќе видам дали во Скопје, во Софија, во Белград ќе направиме една изложба од тие фигури, кои веќе околу 30% ми се готови, спремна ми е изложбата. Во Македонија, во Република Македонија најчесто се работи во орев. Значи, меѓутоа се работи во јаболко, во круша се работи, црешња се работи, липа се работи. Меѓутоа нашите мајстори и ние сега што работиме, најчесто работиме во орево дрво и тоа суво орево дрво, најмалку 3 години, према проценката на колегите и старите мајсторите на искуство, дека најмалку 3 години треба да се суши дрвото за да после не работи, не се витка. Значи, не само ја, него и другите мајстори го работаат оревот. Имаме квалитетен орев на подрачјето на Македонија, на Република Македонија, иако најквалитетниот орев е од Романија. Значи, светско квалитетно дрво на орев е романскиот орев. Ние работиме и македонски орев, што ги задоволува критериумите на едно квалитетно дрво. Сигурно тоа технолошки се спрема, дали да се пари, да се суши во сушиони или да се природно суши, потоа се изработува, го работиме, ја даваме формата, таа форма што ја сакаме и после правиме на крајот заштита и патинирање, да му дадеме една заштита ради да не се тоа оштети и една патина да тоа дрво добие една боја како да има старост, да речеме 50 или 100 години, да така личи како едно дело. Ние велиме дрвото има душа. И факт е дека има душа. Ако јас имам душа, има дрвото душа, тогаш има комуникација меѓу дрвото и човекот, односно копаничарот или уметникот. Благородно е, те мами дрвото, значи самото дрво те мами да го работиш. Значи, што значи? Од едно дрво кое е исечено, сакаш да му ја вратиш пак животот на тоа дрво. Сигурно дека ова дрво што сега или ова резба што ќе биде направена или не, некои стотици години ќе живее во некое семејство, во некоја црква, во некоја институција и така натака. Што значи има комуникација. Има, значи, соработка меѓу дрвото и уметникот и сите други, да речем, материјали. Меѓутоа, дрвото има една топлина. Убаво и во камен, и во мермер да се работи, и во глина да се работи. Меѓутоа, ја, како што го имам ова искуство, моето досегашно искуство, сметам дека дрвото си има една топлина на душа и те мами да бидеш со него близок. Поаѓајќи од самиот факт дека многу мене ми помогнаа луѓе кои разбираат оваа работа, ја исто се зафатив и реков дека во принцип ќе го пренесам тоа искуство на помлади луѓе и постари кои се заинтересиран. Така да во овие 10 години во моето ателие, кој е во мојата куќа сопствена, како импровизирано или да речеме ги задоволува условите на ателие, поминале околу 15 на ученици, меѓу кои имам и странци кои помина, имам еден француз, 2 пољакини помина, една словакиња учеше тука кај мене, значи и машки и женски и луѓе кои ја разбираат и сакаа овие работи или ќе дојдат од странство и сакаат да се едуцираат, несебично го пренесувам тој занат. Во моментот имам 3 ученика сега, едно момче од Гостивар и едно момче од Тетово и едно девојче
кои работат овде, кај се едуцираат. Овие тројца кај мене се више година и пол дена и сметам дека више они можат тој занат да си го дефинитивно прифатат како едукација кај мене и да го применат понатака во својот живот. Јас сум четврти во семејството кој го носи прекарот пишман. Доаѓа од мојот предедо Јован, апостолски пишман, кој на времето заминат на аджилок во Јерусалим за да стане Азија, меѓутоа гледајќи ги сите околности што, како тамо се работи, он одлучува да не се прифати да стане Азија, бидејќи ништо опипливо вака не е видел и човекот се враќа во тетово и луѓето го прашуваат што од това што станали Азија. Не, вика, јас бев на аджилок таму, меѓутоа не видов ништо што би значило да прифатам да станем Азија, така да се попишмани. И од тогаш е останат надимакот пишмановци или пишман, така да јас го носам тој прекор пишман, али што се однесува до резбата не сум пишман, него со задоволство ја припаќам оваа работа. Моите блиски ме нарекуваат више боец во тој смисол. Значи, ја кога предов од акварелиста во Копаничар, не им е чудно на моите пријатели блиски. Мојот дух, да речеме таков, што сакам да испитам и поќе работи, поред уметноста сум се бавел активно и со спортот, одбојката, сум бивши одбојкар. Потоа тренер на машката одбојкарска екипа во Тетово, па женската одбојкарска екипа Љуботен од Тетово. Па потоа се фатив со скијањето и организација на шампионскиот клуб, кога го возобновивме со еден тим, да речем, во скијачкиот клуб Љуботен, дојдовме до врвни резултати во скијањето. Па ајде, после тоа се зафатив со параглајдерството, кој исто така ме мамеше како човек кој сакам да ги видам тие новитети, иновации. Се зафатив со параглајдерството, формиравме клуб и летавме и така натака. Значи, таков ми е духот, можда произлези оваа работа што ја сакам да истражувам и во оваа насока, значи затоа што повеќе работи сакам во животот и така сметам дека не е тоа лошо, добро да се специализираш, али со вака, мислим, пошироко и со повеќе знаење, да речем и едукација, имаш што повеќе пријатели, другари и така натака. Голема среќа што моите деца се девојчиња, двете се ми се девојчиња и не се љубители на стрипот. Ако беа